Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin e radhës Rishtazi. Sot do të flasim për një fenomen shqetësues i cili po rishfaqet në opinion, sidomos në rrjetet sociale dhe që ka të bëjë me dhunën mes të rinjve ose ndryshe siç quhet edhe dhuna mes moshatarëve. Ka shumë dilema se pse rishfaqet ose pse të rinjt përfshihen në një fenomen të tillë ku përveç se ushtrojnë dhunë, e xherojnë veten dhe pastaj i përhapin këtë, por më ndoshta problematike ose shqetësuese gjithashtu është se çfarë do duhet të ndërmarrin institucionet dhe sidomos çfarë edukimi duhet të jepet fëmijëve në specifika të caktuara, në kontekste të caktuara që këto fenomene edhe prej tyre të merren si shqetësuese dhe jo si diçka normale. Në studio kam të ftuar Vesna Matevska, psikologe nga organizata Hera, e cila organizat merret me këtë çështje, por njëkohësisht edhe vetë psikologja është e përfshirë në disa aktivitete të tilla për të cilat do të diskutojmë. Ти благодарам многу што си дел од овој подкаст Риштази. Благодарам за поканата и за можноста да поразговараме за оваа значајна тема. Еве во почетокот тоа што кажав е дека се случува еден феномен каде што младите се вклучуваат во насилство, во насилни акти, но освен тоа им изгледа многу нормално да се снима, да споделат и нели да се постигне ефектот што еве сакаме да го дискутираме, но секако вие еве и тоа кажав дека сте дел од Хера организацијата, сте психолог и би сакале да го дискутираме зошто ова се случува со нели неколку прашања, но прво прашање Весна Матевска ми е и сите ова на некој начин, еве и пред да почнеме да снимаме и со колеги, го дискутиравме, постоело ли ова насилство или ние сега го гледаме бидејќи технологијата некако ни помага ова да го видиме. Така. И дали ова некаков нов феномен, бидејќи шокантно е тоа што гледаме, нели? Насилството како насилство, врсничкото насилство, постоело за жал и ќе постои. Она кој што е ново, всушност е начинот на кој што истото се прикажува и дополнително новите форми кои што се јавуваат и како последица на развој на новите технологии. Значи, врсничкото насилство, за жал, како што кажав, постоело, голем дел било непрепознаено, не се одговарало на истото, било скриено. Во денешно време истото како феномен продолжува, но го имаме, освен во физичкиот свет, го се пренесува и во онлайн светот. Дигиталната технологија направи да всушност истото прерасне во масовно, видливо, и ние многу повеќе затоа го гледаме, затоа што многу повеќе видливо станува преку социјалните медиуми, кои што возможуваат за многу краток период она кој што ќе се сними и ќе се сподели да стигне до илјадници луѓе. И тоа е она кое што дополнително треба да не загрижи, да кажам, затоа што ние треба да работиме на тој дел во превенција и одговор на споделувањата на новите форми на насилство. Но еве викате дека постоело, а сега ние сме повозрасни и сега го сме виделе ситуации каде и ние кога сме биле помлади сме биле вклучени во такви, да речам, моменти. Но тоа што може би не шокира е моментот каде што повеќе деца снимаат насилство што некој друг го прави. Или, еве, референција имам на два видеа, едното е тука во Скопје, другото во Албанија, но сепак беше споделувано многу, каде што млади девојки сами се снимаат себе како нанесуваат насилство кон другите. Прашањето ми е дали технологијата, ова што сега се гледа повеќе, во суштина се смета или се зема како модел од другите млади, па тоа заради тоа на некој начин се проширува. Нели, сепак не е толку нормално да се снимиш и тоа да го споделиш, без разлика што може би има и некој проблем сега, не знам. Комплетно се согласувам со констатацијата која што ја даде. Со социјалните медиуми некако го нормализираат постоењето на овој тип на насилство. Значи, се нормализира, станува атрактивно да бидеш да добиеш колку што е можно повеќе лајкови споделувајќи ги тие видеа на Инстаграм, на Фејсбук, на сите социјални медиуми. И всушност прифаќањето и нормализирањето на насилството прави да е навистина
страшно, шокантно и дополнително да се чудиме што да направиме, затоа што, како што кажав, и самото споделување предизвикува илјадници на следачи и повторно споделување на истите видеа од останатите. На таков начин се, како да кажам, бега од реалноста, ни бега контролата. Претходно сме се справувале таму каде што имало пријави, можеби многу посоодветно заради тоа што било локализирано во физичкиот свет. Кога ќе излезе надвор од физичкиот свет, преминува во дигиталната сфера, значи станува многу повирално, станува многу побрзо видливо. Младите, адолесцентите кои во време на раст и развој, пубертет, бараат прифаќање, бараат да бидат видени, да бидат многу често посегнуваат буквално на несоодветен начин на споделување на овој тип на видеа, наместо да реагираат и да превенираат понатаму истите да се споделуваат и да дадат поддршка. Многу почесто се, да кажам, сведоци и соучесници со самото тоа што го споделуваат. Еве, сакам во две насоки да ги дискутираме овој феномен. Првото е жртвата. Што тоа значи за млад човек да се соочи освен со насилство, исто така со споделување на видеото, но и со тие што прават насилство, како со нив да се справат. Но еве прво прашање, какви последици можеби има овој момент кога освен што си жртва, сега те споделуваат и сите уште еднаш те гледаат или го гледаат тоа насилство врз тебе. Каков импакт има тоа кон еве жртвата, ако тој збор може да го користиме? Ревиктимизација се продолжува повторно и повторно се виктимизира, повторно и повторно го проживува сето тоа кое што било преживеано во ситуацијата кога се случувало самото насилство. На таков начин срамот, анксиозноста, депресијата, сите оние последици кои што ги има при актуелно случување на самото насилство продолжуваат и се повторуваат како повторно сега да ги доживува. Дополнително притисокот, коментарите кои што ги имаме на тие видеа. Значи, често сведочиме на многу неадекватни, несоодветни одговори, многу неадекватни реакции на повозрастни, на млади, и сето тоа станува, па ќе кажам, вирално, за многу кратко време, стигнува до илјадници луѓе. На таков начин, повторно и повторно ја ставаме младата личност, жртвата, во фокусот да го доживува, преживува, наместо да присегнеме кој адекватен одговор, кој нудење на сервиси на поддршка. Еве токму тука што треба да направиме со како институции, како вие сте психолог, се занимавате со тоа, сте имале многу комуникација со школи, со психологи, се со тоа, повеќе активности во ова поле. Еден од најбитните експерти, нели, организацијата е на ова поле која се занимава. Што треба да се направи во ваква ситуација со тие млади луѓе кои се соочуваат со толку слојно насилство? Треба да почнеме многу рано, многу порано. Сите истражувања, праксата која што имаме ние преку првиот семеен центар во кој што работиме со жртви, сторители и деца кои што преживеале, доживеале насилство, се сретнуваме со тоа, значи дека имаме прво недостаток на сервиси за поддршка. Многу е тешко, Скопје е поголем град, го спомнав првиот семеен центар преку кој што ги нудиме овој тип на услуги, меѓутоа е многу тешко да најдете сервис кој што ќе ја даде адекватната поддршка од обучени психолози, психотерапевти кои што ќе работат понатака како со самите жртви, така и со децата кои што го вршат насилството, значи во повозрастна возраст сторителите на насилство. За да кругот се затвори, за да насилството престане, треба да се работи со сите кои што се вклучени во системот. Апсолутно, но еве ова што го викате, ако еден млад човек се соочи со ваква ситуација каде што е жртва на насилство и плюс споделен во социјалните медиуми, како што викавте, тоа е као ревиктимизација на неколку пати, тогаш кој со него треба да се справи ако е од некој мал град, каде што сите го знаат, каде што и без можеби да бидат социјалните медиуми повторно ќе го има тој притисок на јавноста. Прво ќе го ставаме акцентот дека за жал ние како општество реагираме многу реактивно. Реагираме кога ќе ни се случи насилството. Треба да почнеме да размислуваме и системски да одговориме уште многу порано со превенција од образованието. Врсничкото насилство кое што се случува во училиштата
Наставниците, училишните психолози. Ние сме имале соработка, сме имале обуки во однос на превенција од насилство и многу често сме разговарале дека превенцијата започнува уште во училиштата. Адекватен одговор, препознавање, дека нешто се случува, најпрво започнува во училишните клупи. Не велам дека таму е најголемата одговорност. Од друга страна, родителите треба да бидат партнери во целиот тој процес. Ние во денешно време се соочуваме со ситуација во која што гледаме дека голем дел од родители не превземаат одговорност. Моето дете не е виновно. Моето дете не реагира така. Прво, не прифаќа дека има одреден проблем. Не треба да реагираме реактивно, да одиме во насока да бараме виновник во целата ситуација. Треба да препознаеме дека ако се случува нешто, дека ако одредено дете има потреба од поддршка за соодветно изразување, со тоа дете треба да се работи. Треба да се работи уште во училиштето. Психолозите треба да добијат системска поддршка, соодветни обуки, затоа што со самото завршување на факултетот, апсолутно можам да кажам дека не сме соодветно обучени, затоа што начинот на кој што се образуваме е тако. Ако може да се направи некој повик кон институциите, дали треба јасно да кажеме дека се соочуваме со одреден феномен, некаква епидемија во наводници на насилство, која не треба да ја занемариме и заради тоа треба да има мерки. Треба ли вакво гледиште да направиме за ситуацијата? Бидејќи ако зборуваме општо, тоа ќе стане повторно, треба. Но дали институциите, било кој, ќе каже во нашето општество стварно има проблем и ние мора ова системски да го средиме или да реагираме? Да, треба да кажеме дека имаме проблем, затоа што тој проблем го генерираме ние. Мислам, ние, возрастните, институциите кои што адекватно не одговараме кога ќе се јави потребата на младите за советување за почеток. Ако млад човек самиот пројави, затоа што може да видите дека младите се многу посвесни во последно време за своето ментално здравје и потребата која што ја имаат за ваков тип на сервиси кои што ќе им дадат поддршка, отколку што можеби институциите се свесни за тоа. Кажав, имаме недостапни сервиси за поддршка и за жртви, и за лица кои што прават насилство сторители. Дополнително во делот на образовниот систем, ќе се вратам назад, чекор поназад. Значи, ние немаме наставни програми кои што нудат грижа за ментално здравје. Немаме сеопфатно сексуално образование во кое што меѓу другото ги имаме и овие компоненти: давање на согласност за сексуални односи, влегување во релации, во врски во кои што самите избираме да влеземе и при тоа да се безбедни и заштитени дури и од насилство, затоа што тоа се клучни теми кои што треба да ги имаме. Имаше големо недоразбирање, реакции од јавноста, од родители, кога се зборува за овие теми, кога се зборува за едукација, нели, како тие младите луѓе да се справаат со овие промени што на нив им се случуваат, кои се биолошки, кои се најнормални, се гледа или со предрасуда, или со некако друго сфаќање. А во суштина едукацијата, токму и СЗО, нели, им дава можност на младите и овие теми да ги дискутираат. Значи не се работи само за еден феномен, него за целото нивно растење, како да кажам, во еден многу специфичен период. Така е. И Светската здравствена организација, и УНЕСКО, и последната ЕУ директива која што е од јуни 2026 година, вела дека сеопфатното сексуално образование ги има овие компоненти, значи ги, како да кажам, ги обучува, ги подготвува младите на критичко размислување, на носење на информирани одлуки кои што се однесуваат на здрави животни стилови, безбедност, ненасилни релации и односи, препознавање и соодветно реагирање на истите, дополнително пријава по која што кога имаме неадекватен, несоодветен однос, нездрава релација и врска, насилство во истата, каде да побараат поддршка и што да направат понатака. Значи ги обучуваат младите да кажат не на ситуации кои што се небезбедни, ги обучуваат младите во делот на препознавање на лична одговорност, општествена одговорност, почитување на своите граници, меѓутоа почитување на границите и на останатите, затоа што само на таков начин, со градење на здрави релации и односи, со препознавање на конфликтни ситуации и превенција за да подоцна стигнат да бидат
агресивни, насилни врски, ние можеме да градиме здраво општество. И тоа е нешто кое што како содржини и Светската здравствена организација, и УНЕСКО, и оваа ЕУ директива која што дополнително е проширена со новите форми на дигитално насилство, значи на кои што сведочиме нели во последно време, како што кажавме уште на почетокот се повеќе, се препознаени и се смета дека треба многу повеќе да се инвестира во образованието, во едукацијата и во градењето на сервиси кои што ќе ја дадат соодветната поддршка. Нешто кое што во нашето општество во моментов не е на задоволнително ниво. Соработката системска помеѓу институциите, вклучувањето на родителите е исто така многу важно. Токму тука сакав да те прашам, па повторно ќе се вратиме кај феноменот. Колку треба родителите да се вклучат? Бидејќи повторно, еве сега ми текнува наназад кога се зборуваше во еден период во нашето општество за едукацијата кај младите, за сите овие феномени и имаше отпор кај родителите. Дали треба да им се објасни исто и на родителите дека кога се зборува за теми како што е за здравието на младите, за теми што можеби и се деликатни на некој начин, во суштина им помагаме на луѓето, поготово на младите, да бидат предпазливи, а не обратно. Не е повик за сексуални односи или за насилство, него како тоа да се реагира. И мислите ли дека тука треба да се исто реагира, да и родителите бидат вклучени и сваќат дека едукацијата е само добра работа, не може да биде негативна работа? Така е. Тријадата професионалец или наставник, родител и дете е клучна во се што работиме. Токму затоа родителите се исто така важни за да ги добијат соодветните информации, исправни информации. Во денешно време, меѓу другото, ние сведочиме дека има многу фейк информации кои се пласираат, што всушност значат темите за кои што се залагаме и сметаме дека се значени да ги добијат младите како системски, сеопфатно сексуално образование. Во делот на сеопфатното сексуално образование, репродуктивното здравје, грижата за репродуктивното здравје е само еден аспект. Затоа и тоа велиме дека е сеопфатно во делот на разработка, работа на теми кои што значат, пак ќе се вратам на согласноста која што е многу важна и во релации и во односи од било кој тип. Не само сексуалните односи. Но психолозите по школи за ова веќе се они вклучени, они го знаат овој момент. Затоа можеби акцентот го ставам кај родителите за и они да го сватат дека се работи за за ова што вие го објаснувате, да не се враќам назад. Колку според вас до сега гледате отвореност и од родителите и од институциите за овој разговор да се направи помеѓу младите, помеѓу тие три точки, таа тријада што ја спомнавте? Така, имаме низ годините со работка во рамки на училиштата, формални и неформални образовни програми кои што ги работиме. Имаме соработка, имаме свесни наставници, родители кои што се обучени, кои што навистина увидуваат и доаѓаат кај нас на ниво на потреба. Значи, сватиле дека тоа е нешто кое што е значајно, инвестиција во безбедноста и здравиот раст и развој на секоја млада личност, и тие се оние кои што навистина понатака треба да разговараме со нив, да ги слушнеме нивните искуства кои што ги имаат од овој тип на програми. Имаме се уште и родители кои што не во целост се согласуваат, но сметам дека, повторно ќе кажам, дезинформациите, непроверката на тоа кое што се зема како готов факт, пласиран несоодветно, неадекватно, прави понекога штета. 2010-11 некаде година почнавме да работиме и тоа на ниво на потреба која што родители ја побараа, сексуално образование на лица со попреченост. Значи, сексуалното и репродуктивно здравје како аспект кој што значи токму тоа, поставување на здрави граници, препознавање на растот и развојот, промените кои што се случуваат од аспект на медицински и биолошки во делот на растот и развојот на лицата со попреченост и пубертетот, меѓутоа дополнително и во делот на градење на здрави релации и односи. И тоа е тема која што апсолутно е значајна и треба да ја имаат како информација сите млади луѓе, вклучително и лицата со попреченост. Меѓутоа, интересно дека во овој период и со оваа целна група самите родители не кажаа ова е потреба која што не смееме да ја занемариме
и која што дополнително мораме да ја работиме со нашите деца, затоа што ние сакаме да ги подготвиме да се справат со секојдневниот начин на живот, да бидат самостојни во своето функционирање. Дали според вас институциите се доволно отворени ова да го признаат, да го работат? Бидејќи, рековме, ангажирани сте во неколку проекти, нели, и професионално и се, но сепак на крај ќе дојде потребата институцијата да каже да, мора да ова да работиме. Мора да ги отвориме, мора да отвориме некои нови идеи, како да кажам, бидејќи сепак општеството се менува. Дали според вас нашите институции се доволно отворени да го модернизираат, вака ќе кажам, начинот на комуникација за темите, да се зборува за, нели, на крај да ги нема овие феномени? Ентузијасти, соработници има во институциите. Меѓутоа е важно да имаме системски, она кое што на хартија е договорено и е кажано дека државата понатака ќе го спроведе, да биде спроведено. Нас ни треба системски и континуирано да се работи на овие теми. Системски и континуирано да се обезбедуваат сервиси за поддршка за насилство. Системски континуирано да се обезбедуваат едукации кои што опфаќаат градење на здрави релации и односи, сексуално образование, значи системски, ќе повторам, во соработка со институциите. Не се во редно, дали институциите се отворени ова да го направат според вас? Дали се ја сваќаат проблематиката на начин како ние сега ја зборуваме? Повторно ќе кажам, ентузијасти имаме и постојат, но треба меѓутоа биде... во целост и системски истото тоа треба да продолжи. Затоа што само така, на таков начин, ако системски континуирано се работи, ќе имаме промени. Во спротивно ќе се сведуваме на проекти кои што ќе завршат, ќе се сведуваме на ентузијасти и во рамки на училишта кои што ќе ги спроведуваат овие едукации и програми, ќе имаме многу задоволни родители и деца, меѓутоа нема сите деца и сите родители да го видат бенефитот од ова кое што се прави. Затоа што пак ќе кажам, соработници, ентузијасти, лица кои што ја разбираат темата, лица кои што веруваат и гледаат дека има позитивно искуство. Сите истражувања покажуваат дека таму, каде што имаме работа на овие теми, каде што имаме работа на сеопфатно сексуално образование, грижа за менталното здравје, обезбедување, повторно ќе потенцирам, на сервиси за поддршка и со жртвите, меѓутоа и со децата кои што го прават насилството. Во континуитет, таму имаме промени. Сега во овој последен дел од разговорот сакам токму за ова да разговараме, што со тие деца. Што, жртвите, нели, викаме дека треба поддршка да има и општеството, и родителите, и институциите, но феноменот се случува и прво прашање во овој контекст сакам како психолог исто да ве прашам, кои се причините за овие деца, за да може и да го објасниме ова образование што сакаме, нели, што викаме дека мора да постои, кои се причините еден млад човек да има некаква желба да направи насилство кон некој друг? Што му се случува на тој млад човек? Машки или женски? Бидејќи гледаме по видеата дека се од двата пола. Ќе се вратам повторно на она нормализирање кое што го имаме преку социјалните медиуми. Значи, нормализирањето на насилството и споделувањето за да добијам што е можно повеќе лајкови, за да бидам по-видлив со самото споделување на видеата, не кажува дека младите луѓе имаат потреба за простор во кој што ќе се изразат и ќе имаат активности кои што ќе им носат среќа и задоволство и во која што ќе бидат признаени и прифатени. Значи, ако видите колку и како имаме ние простор во кој што младите може да се изразат, да ги кажат своите потреби, да работат на создавање на нови релации и односи, сведочиме дека таков тип на простор имаме многу малку. Затоа, сето она кое што во физичкиот свет не го наоѓаме простор во кој што ќе се изразиме и ќе добиеме потврда за признание за тоа што го правиме, ако не го добиваме во физичкиот простор, ќе го побараме на социјалните медиуми. На социјалните медиуми секоја содржина која што се креира, следиме дека треба да е нешто екстремно за да добие што е можно повеќе лајкови и тука на таков начин нормализирањето на насилството ни се случува. Сега, што треба да се или како треба да се работи со овие деца откако
еве ќе се констатира дека сепак направиле нешто неприфатливо, дури кршеле и закони, дури може да имаат и законски последици. Како да се работи со овие деца? Психолошка поддршка. Прво, прифаќање дека имаме проблем. Како што кажа, и родителите, и средината во која што растат и се развиваат родители, старатели, професионалците. Прво треба да прифатиме дека има одреден проблем на кој што треба заеднички да работиме. Да понудиме сервиси, поддршка, психолошка поддршка, која што не е едно видување, која што не е една средба на која што ќе организираме една работилница, туку тоа треба да се прави и програми. Како што кажав, ние како сервис нудиме програма за работа со сторители на насилство. Кога станува збор за деца, би кажала дека тоа се деца кои што вршат насилство. Така. Треба да се соочат со проблемот. Треба да се работи на прифаќање. Треба да им се понудат поинакви решенија. Значи се работи на справување со лутина, се работи на препознавање, справување со агресија, на времено реагирање како кога имаме стрес, тоа да го канализираме. Значи целата програма е концепирана во повеќе сесии, се работи во подолг период, за да сето тоа направи трансформација. Значи ние не можеме да работиме реактивно, како што кажав, и да одговориме со една работилница која што ќе биде направена. Да, јасно е, ова треба да биде системски, но еве и да има системски како да се работи со овие деца што вршат некакво насилство кон другите млади луѓе. Психолошки, психосоцијален третман, психолошка поддршка и на децата кои што го прават насилството, вклучување и на самите родители. Родителски вештини, зајакнување на нивните капацитети во делот доколку тоа е потребно, доколку не е тоа да се види кој е клучниот проблем кој што стои, кој што лежи во позадина за она кое што го предизвикало ваквиот начин на насилство. Токму тука, кога зборуваме за проблемот, каде потикнува, дали се зборува или дали ние сме свесни можеби дека нашето општество само како функционира со тензиите кои се и политички, економски и социјални, во суштина ги прави младите луѓе да бидат поагресивни. Дали овој аспект треба да се офати при овие разговори, при овие реакции во јавноста? Канализирањето на емоциите како лутина и агресија, гледањето како возрастните реагираат е всушност учење по модел кој што го превземаат децата. За разлика од други земји во кои што сум присуствувала, кај нас децата многу повеќе сведочат и се вклучени во политичките збуднувања, во активностите кои што ги имаат возрастните, во делот на изразување неадекватно, несоодветно. Така што тоа учење по модел многу често и самото насилство, ако го видите, значи ако сведочат на насилство, постои веројатност, не велам дека сите деца кои што сведочеле насилство стануваат насилни, меѓутоа поголема е веројатноста да тој модел на однесување го превземат. Значи овој политички систем, овие тензии што постојат во општеството, придонесуваат да и децата да бидат насилни. Може да имаат влијание. Меѓутоа, не можеме се да гледаме низ една призма и затоа велам дека програми кои што се индивидуализирани за поддршка, кои што ќе го видат коренот. Во секој случај основата е моќ, доминација, сакање да бидеме видени, да бидеме прифатени и покажување на моќ и доминација. Тоа е еден патерн кој што ние можеме да го видиме и во секојдневното функционирање во одредени семејства. Тоа е патерн кој што ние можеме да го видиме во делот на политичките збиднувања. Сите се борат за моќ и за доминација. И тоа е она кој што младите го учат, тоа е она што го гледаат. Може да има влијание. Кај одредени млади луѓе, ќе кажам, самото сведочење на насилството има влијание да истото тоа повторно го повторуваат. Во секој случај, соодветно, адекватно, ние како општество треба да одговориме со тоа што во делот на образованието ќе имаме воведено соодветни наставни програми, сеопфатно сексуално образование, грижа за менталното здравје, конструктивно разрешување на конфликти. Тоа се содржини кои што мора да бидат дел од наставните програми, затоа што само на таков начин ќе превенираме да не се случуваат појави на насилство, врсничко насилство, кои што ќе бидат интересни за споделување и дополнително ќе предизвикуваат повторно ревиктимизација на таа жртва која што го доживеала тоа насилство.
Дигиталната писменост, извини, не ја Да, споменав, да. исто така многу значајна. Значи, во ера во И која медиумските, медиумската писменост, да. Вештачката интелигенција се повеќе и повеќе се користи. Креирањето на видеа кои што се со насилна содржина, кои што се со сексуална содржина, учењето на младите на како тоа да го превенираат и што е она што треба, не треба да се сподели, значи апсолутно и тој дел не треба да го занемариме и треба да ни биде дел од современите наставни програми. Еве тука уште две прашања. Имаме едното е реакцијата која сега се спомнува е да има казни. Казни кон родителите, казни кон самите сторители, но дали тоа е одговорот или сепак можеби и треба да се спомнат за тие млади луѓе да знаат дека сепак има последици кога ќе направат одредени чекори кои не се прифатливи. Репресијата и казнивоста сама по себе, ако е само на тоа ниво, нема да има толку голем ефект. Токму затоа треба и поддршка. Ја спомнав оваа ЕУ директива која што е од сега 26-та надополнета со делот на дигиталното насилство и во тој дел меѓу другото вели казнивоста, меѓутоа и поддршката. Мора да оди тоа паралелно. Затоа што ако само казнуваме, а не правиме промена на образецот кој што на однесувањето кој што не е соодветно, немаме голема промена. Значи ќе казниме репресија како репресија, понатака повторно може да се случи. Треба да работиме на промена на behavior, на однесување. И токму затоа, казнивоста, доколку постои, не сме да остане само на ниво на казнивост. Ние сметаме дека психолозите како Фела, меѓу другото и како организација работиме на делот и да бараме да има одредена казнивост на сторители на насилство, меѓутоа паралелно со сето тоа мора да има и систем кој што значи промена на однесување, поддршка, сервиси кои што значат промена на однесувањето кој што не е адекватно, не е соодветно. Едно младо лице, ако немало можност да научи позитивни модели за разрешување на конфликти, за справување со лутина, ако не сме му ја дале можноста да се зајакне, да работи на себе, да направи соодветен избор на изразувањето на се вели, психолозите викаат нема негативни емоции, меѓутоа страв, лутина, агресија се емоции кои што се значени да ги имаме и доколку соодветно не се канализираат и не се изразат, стигнуваме во ситуација да имаме насилство. Младите треба да знаат што во ситуација кога ќе прекипе, кога ќе дојде да не знаат што да прават со лутината и со агресијата која што е на собрана, да им се понудат соодветни модели кои што понатака ќе придонесат на превенција од насилство. За крај, Хера долго време работи со млади во училишта, има комуникација со институции. Сега децата или младите не се веќе нели на училишта, почнате одморот, но што би сугерирале прво да се направи од како ќе се вратат во училиштата? Дали да има редовни неделни разговори за овие теми? Дали да се зборуваат сите аспекти, и законските, и последиците кои ги имаат, и родителите кои последици ги имаат? Или сепак ќе остане, ќе се случи феноменот, како сега што гледаме, и ние повторно ќе дискутираме за нешто што како би требало. Што би сугерирале реално да се направи и да биде, нели, еве да кажеме сега хипотетички, од септември овие мерки ќе ги преземеме? Ќе се вратам повторно на она системското кое што го зборував и на почетокот. Значи, системски програмите се креираат за работа во рамки на училиштата. Има програма која што е препишана од Бирото за развој, меѓу другото имаме и теми како што се сеопфатното сексуално образование. Во делот на избирање на содржини, верувам дека овие содржини ќе бидат вклучени и ќе бидат дел од образовниот процес во континуитет. Самите стручни служби дополнително ќе бидат присутни и во рамки на училиштата и индивидуално да младите им се обратат, да се знае дека психолозите
кои што се во рамки на училиштата се подготвени, добиле соодветна поддршка. Значи да не оставаме да ни се случи повторно насилство и тогаш да ги обучуваме. Тоа треба да биде во континуитет. Значи обуката, поддршката, таму каде што истата е потребна, таму каде што немаме психолози, ние имаме училишта во кои што се уште и немаме сеопфатен тим. Така да и на тоа треба проблем, да се поработи, за да нели понатака продолжи во делот на давање соодветна поддршка на младите и на родителите. И апсолутно ставање на овие содржини како задолжителни во рамки на целиот образовен процес во континуитет да се случува. И мора да се истакне дека овие феномени не се типични само за нашата држава. Еве гледаме и во регионот има исти видеа, исти реакции, исто и во светот. Кој искуство да се пренесе, еве, да не кажеме сега и да бидеме можеби премногу критични дека само кај нас овој феноменот. Секако овие социјални текови, економски и политички што ги спомнавте, тие влијаат, но тие влијаат и во другите држави или другите земји. Кој е искуството што треба да се преземе токму од тие држави кои можеби порано реагирале или порано прифатиле дека ова е проблем и мора да се зборува? Ги спомнав неколку пати Светска здравствена организација, УНЕСКО. ЕУ има плејада на добри практики. Ние како организација работиме и учевме од искуствата, меѓу другото, ќе го спомнам нешто што не го спомнав претходно, отварањето на Центарот за работа со момчиња и мажи и грижа за менталното здравје. Значи, многу често кога се работи на насилство врз девојчиња врз жени, се даде поддршка во делот на психолошко, ментално здравје и грижа за девојчиња и жени. И многу пати момчињата викаат, ама ние сме изоставени, и со право. Родова еднаквост, вклучување на момчињата и мажите во превенција од насилство и грижа за менталното здравје е исто така многу значајна. Ние како искуство го имаме искуството од Хрватска, го имаме искуството од Австрија и со ова искуство 2024 отворивме центар за поддршка на момчиња и мажи во криза, велиме. Кога зборуваме во криза, зборуваме за секаков тип на криза, која што може да биде во училиште, проблем со училиште, проблем со врсници. Може да зборуваме за сами мажи и момчиња кои што може да се жртви на насилство, што во таква ситуација каде да добијат поддршка, па дури и во делот на родителствување. Значи момчиња кои што мажи кои што имаат деца и им треба поддршка како во одредена ситуација да бидат подобри родители. Ова искуство е она кое што го имаме како хрватски модел, како австријски модел, и истото тоа регионално сега работиме и го споделуваме во Албанија, затоа што овие искуства и добри практики даваат плод и велат дека дополнително вклучувањето и грижата за менталното здравје, превенција е исто така од насилство, затоа што учат на поинакви, здрави, нетоксични модели на машкост. Затоа што обично во овие средини токсичната машкост, начинот на како треба да се биде прав маж, прават ситуација во кој што нели го имаме се повеќе тоа насилство присутно и дополнително доминацијата и моќта која што многу почесто во патриархалните средини ја имаат мажите, прави да мажите низ бројки, ако погледнеме, се многу почесто сторители, жените се многу почесто жртви. И токму во таа насока градењето и работата на здравите нови модели на машкост, кои што нема така лесно да ги најдете во патриархалните општества, може преку вакви модели да ги изградиме. Односно да им дадеме поддршка на тие кои што на вистина им треба и да не ги заборавиме и изоставиме момчињата и мажите. Но на крај мора да ги поттикнеме тие што се жртви на насилство и да пријавуваат и да зборуваат, бидејќи ако остане скриено, овој феномен ќе биде уште полош, нели? И тоа кај може еве во наши околности тоа да го направат. Има повеќе институции, но мислам дека е битно и тоа да го спомнеме. Така, значи освен што сами жртви ќе пријават и ќе побараат, нема да молчат, ќе побараат поддршка и ќе го пријават насилството, дополнително ја би апелирал и самите сведоци, затоа што и сведоците се многу важни. Сведоци од типот на млади кои што снимаат и споделуваат. Значи за почеток е доволно исто така да апелираме и да кажеме дека кога
има одреден тип на насилство на кој што вие присуствувате, не го снимајте, не го споделувајте. И тоа во прв момент прави голема работа, затоа што не придонесувате и не сте соучесници понатака, затоа што мора да сватат дека се соучесници. Се на тој начин соучесници. Значи самото снимање и споделување има последици и за нив, има последици и за самото лице кој што истото го трпи. Некогаш треба да се изреагира и да се каже стоп, меѓутоа во одредена ситуација нели правиме проценка, можеби станува збор за лице кој што е премногу агресивно и се плашат да му се спротивстават. Но за почеток, сведоците кои што се таму може да разговараат и да побараат некој кој што ќе биде повозрасен, полиција, значи има начини како и на тоа да се одговори. Освен младите кои што го трпат насилството, апелот е и да не бидеме понатака сите ние сведоци и соучесници со споделување на овој тип на видео. Весна Матевска, ти благодарам многу за овој разговор и мислам дека спомнавме некои битни моменти и секако и нека биде како повик и за институциите, но и за сите тие други. Ако не е друго, да се зборува за овој феномен, дека постои и дека е битно да се најдат решенија, ако можам така да кажам. Ти благодарам. Ќе ми биде драго ако придонесеме и кон тоа понатака барем, нели како што кажав и сведоците, да ги имаме се помалку. И малце да прифатат општеството дека овој феномен постои и да не го криеме. Ти благодарам уште еднаш. Sedаш ondje tu da odpërmbyllim këtë bisedë me psikologen Vesna Matevska, eksperte për çështjen, pjesë e organizatës Hera, e cila ka punuar me psikolog në shkolla dhe sigurisht ka një këndvështrim se si mund të reagohet ndaj kësaj dhune që e shohim të shfaqur në rrjetet sociale, të bëra nga të rinj ndaj të rinjve, por që kur shihet është jashtëzakonisht dramatike dhe siç duket është fenomen në shoqëri. Podcasti Rishtazi do të vi sërish me ju, deri atëherë, mirupafshim.